Пичка. А за тебе? Ај. Слушајте, вамо. Денес е празник и за работа да не сте ми спомнат. Ајде. Кој работи денес? Денес е празник, голем, убав. Свети Лазар, Лазарица, кој работи денес? Ајде, дај да се напиеме, ајде. Ајде. Епа, токму зарад празников денешен, сакам да ви раскажам една приказна за Свети Лазар. Абе, тоа не е баш за Свети Лазар, тука е за едни питач. Добар ден. Добар ден. Некоја ситна пара за овие душички. Да е за убаво денов. Еве ти сонце и тебе. Еве ти тебе душичке. Полајте. Еве ти Полај. тебе. Полај ми многу. Малку се, ама и нам не ни течи од пазуи. Ти земи ги овие и немој да ги испиеш, Не. да ги изедеш. Ај на малечкиве нешто да им купиш, ајде. Ајде бе ти, а? Не ме џибај. Ја денеска за кесето не се фаќам. Не на денешен ден. Здравје за сите, па и за нам. Полај ви многу. Ајде, еве и од мене, ајде, еве и од мене, еве и од мене. Ајде, повели, сега, ајде во друга мејана. Ај, зошто бе, пријателе, така? А? Јас не те знам за тако. Што е тоа со Свети Лазар, со тие работи? Заради приказната што сакав да ви ја раскажам. Слушнете ја приказната, па ќе знаете зашто не идедов ништо. Ајде. Ете ви ја кажам. Во многу стари времења си биле двајца питачи. Седеле така по крватот, едниот бил не гледал, а другиот бил без една нога. Седеле покрај патот, да им даде некој кој како ќе помине. Ама, не пара имало минувачи, а и не пара им давали и тие што ќе поминеле. И на едниот мисли и му текнало за Свети Лазар, дека помагал на болни и дека лекувал и тоа што не е за лечење. Знаеш што? Ја знам и јас оваа приказна. Тој, едниот, првиот, му рекол на вториот да одат на гробот на Свети Лазар и да бараат лек за својата мака. Ете, така ли? Ајде. Аха. И што станало понатаму, отишле, го нашле лекот? Чекај, ќе ти кажам. И тогаш вториот му рекол на првиот: слушај, вамо, ами добро, ако оздравиме, ќе седнеме напад. Како ќе просиме здрави, никој ништо нема да ни даде. Тоа значи дека ќе мора да работиме. Значи ќе мора сами да го ваѓаме лебот. Ето, сега се замислил првиот и му рекол на вториот: ти ако сакаш, оди кај Свети Лазар и лечи се. А мене и вака ми јарно, еве, ништо не работам, а за јадење имам. Сега се позамислил вториот и си останале кај патот. Гледаш? Затоа, пријатели, неќев ништо да ја дадам на ова. Заради Свети Лазар, заради ова приказна и заради празников денешен на која се сетив. Право да ти кажам, Стојко, со ова твоја приказна и мене ме подзависли малку. Велиш? Ајде на здрави. Ајде. Се позабај нешто нашиот. Не вреш што седеш и сонуваш. Ајде на здрави. Ајде да сме живи се. Ние едно време, а него го нема, само што не ме става. Добре. Што ти е тебе? А? Да нешто не си јарен? Цело утро те гледам, лежиш, не стануваш, не зборуваш. Стани, направи нешто. Еве, отиди во меаната, те чекаат пријателите. Ништо не ми е моржено. Малку ставува да се одморам. А да одам в дуќан. Ништо не му било. Како не ти било? Кога на дуќан сакаш да одиш на овој свет ден, Лазарица. Па се работало денеска? А? Па ти не си со сите. Добро. Ајде. Ќе одам да се видам со пријателите в меана. Така, брета. Полека. Чекај. Оп.
Стај ми до појас. Ка? Ја знаеш. Така. Те, Полајте да си жива и здрава. чекай малку да те фрчусам. Чекай. Ете. Ајде. Ајде, седи. Хајде со здравје, убав спомен. Ајде бе, Мејанджи. Аз сме си враќале. Не оди назад. Ајде, падне, ајде. Иде. Еве, завоска Дечка. Дај. Денес А сме за овде. тебе? Ајде. Ајде. Неготинска, Неготинска е. Слушајте, ајде да мамнеме уште по една, па ако не дојде, ќе му одиме ние А, таму. не, да му одиме дома, зашто? не. Имаме ние денеска кај да одиме. И Менден и во Бестово колку сакаш. Одиме дома. Јас знам зошто го нема. Не сакам сега за тоа да зборам. Кажи. Ајде, кажи. Најголема мака е откако дојде оној новиот Казанџија, Куманоецот. На секаде се зборува дека се што ке калајсало Кумановецот е побело и повеќе свети од она што наш дане порано го калајсува. Значи, дека ќе има помалку работа. Бога ми, и ќе има помалку работа. Тоа не може да биде. Мане, Цело село знае дека поарен од него нема. Еве, во 10 села се говори дека поарен од него Казанџија нема никаде. токму затоа маката е уште поголема. Најдобар, најарен, наш, да имало сега да дошол некој друг и то поарен од него. Каде си, бе, пријателе, бе? Каде си прв мајсторе? Каде си, бредане, денеска? На овој убав ден дома да се затвориш, бредане. Ајде, дојди. А здраво живо, за многу години, среќен празников да е. Нека е за многу Ајде, години. за добро да е. И тебе, Дане. За многу години. Ајде за многу години, мајсторе, повели. Ќе простите, јас малку се подзабавив со жената. Те ова било, те она било, а и дрвца нацепи ми да не залади до вечера и едно време си реков да тргнам да излезам. Реков, нема да ве најдам, ама сум имал среќа. Тука сме ние, не Сте ми пријатели, што пиете ракијечка? Ние. Нијечка помалце, кој како. Ние. Меанџи, и за мене една лута, ама некава да речка. Неготинска од кај бранета. Ако нема од кај бранета, од кај панета. Па, како сте ми пријатели? Арни сме, Дане, арни, само не знаеме ти како си. Да немаш нешто многу работа денови, а? Сполај му нему има. Дал Господ. За тој што сака и знае да работи, има работа. Дане, да те прашам нешто, нема да се налутиш? И како да не се налутам ако е залудење? Ајде, ајде, оставите го човекот на рад, нека си испија ракијата сега. Ајде, Зара. Кажи, Стојко. Кажи. Слушај. Или ајде да не се мачиш. Јас ќе ти... Јас знам што сакаш да ме прашаш, а? Думата ти е за онај новион калајџија, така, за Куманоецот. И за тоа дека казаните му биле многу бели. Тоа ти беше мислата? Добро, Дане, а ти што велиш? Поубави се? Поарли се? Знаеш кога ќе бидат поарни? Кога баба ми Таса и баба ми Кала ќе се вратат од горниот свет. Ајде, здравје, Јас исто тоа мислам. Ајде, честит празник до денеска. Ајде. Амин. Честит дека е празник.
Дал ти Бог добро. Ти, што намаму? Шо мака имаш, па те доведе овде? Дојде да виду докуде си. Дали научи да ги правиш бели како моите? Зашто моите знаеш какви се. Иако ти не си бил кај мене во дуќанот, ама добар глас надалеку се чуе. Моите се како месечина, светот како полна месечина, ако не и повеќе. Бре. Што мака имал човекот. Уши, пријателе, ќе светат не како месечина, како сонце ќе светат. Ако немаш друга работа, врви си патот, зашто има многу работа. Ако сам ти кажаја, не сум ти бркнај у око. И јас имав мака додека да научам што се става во тријалото. Кога ќе научиш? Ништо не ми треба да научам. Се што треба, си знам за мојот занает. Ајде, врви си патот, има многу работа. Немам време за денгуба. Можу ја да ти кажу, да те научу, ако... Не ми треба ништо ти да ме научиш. Се што треба за мојот занает си знам јас. Врви си патот. Тој мене ќе ме научил. Да ти се плукнам во тоа брадата како на прч. Ми иде да... Пак ли тој, мајсторе? Јас го слушнав однатре и затоа не излегов. Леле, ако излезе. Само ако му излезе. Ајде бре, прапорецни заеден, не туку се петели, тој ќе му излезел. И што ако му излезеше? Бре, гајките ќе му се стресе од тебе. Мајсторе, а ти вистина ли знаеш што става тој во тријалото, а? Или само го... Влегувай внатре, оти... Абе, ти да не го изеде стапат. Што ставало во тријалото? Прч! Тој ќе ме учи што требало да се ставија у тријало. Дете! Одржи ме, јас ќе одам на ручек. Ајде и ти со мене. Мајсторе, а јас да останам троа овдеке, да не го оставаме сам дуќанот, не е убаво празен дуќан, а? Јас ќе одам на ручек и не се враќам дуќан. А кога ти ќе решиш дојде. Не бери гајле, мајсторе. Јас ако имам мака, веднаш ќе дојдам. Ајде. Добар ден, синко. А ирли е работа? Споај ти, баба Славна, да си ми жива. Мајсторот, тука ти е? Пред малку замина на ручек. Ако сакаш јас да поитам и да го стасам, да го викнам да се врати, ако ти треба, а? Не. Арно што не е тука. Јас и чекав да не биде тука. Сакам една работа да завршиме без него, ама јас и ти. Сами. Што? Вака. Мојот син Мане, другар му е на мајсторот твој. И ми кажува дека многу мака си имал мајсторот твој, затоа што оној куманоецот нешто клавал во тријалото и тоа котлињата ѓу моите му светеле, ако боже месечине. Поарно што не е тука, море. Поарно што замина на ручек. Леле, колку се лути кога некој вака зборува. Иш да не го чуе.
Се лути, а? Па затоа и чекав да не биде тука. Јас и ти да ја завршиме работата. Јас сум намислила и знам како да узнаеме јас и ти што клава тој куманоецот во тоа тријалото за да му света толку котлињата, а? Јас и ти. Како мори баба Славна? Ај кажи како. Ај да удиме. И попат ке ти кажам да не го губиме времето сега. Попат се ке ти кажам, синко. Да мандали го ова, аха. Ајде. Ишо чешици мори баба Славна. Тај светеле. Јалото му било, не знам какво. Си дојде, а? Добар ден, жена. Добар ден. А јас пак сакав да ти однесам надуќан ручек. Кога видов дека се забави, велам, подобро надуќан, немој гладен да ми останиш. Ќе дојде порано, ама дојде надуќаној да му се плукнам во името, да не му го клам името. Ајде. Пак ме јадосам. Сиди, не јадосувај се. Има ли ден тој човек еднаш да те одмине, ајде. Да не те јаде више. Да не те зајадува, бре, човек. Не мори, жено. Ајде му е патот од кај мене разбирам. Ти, истиклере, ви нарочно секој ден врви покрај мене да ме јади, да ме сакалдисува. Ајде, не се сакалдисувај. Ајде да ручаме, смири ја душата. Ајде. Слушај сега ќе јадам и не одам надуќан. Ќе одам мена да се издувам малку. А јас влезам дуќан и еве ти го. И дај да виду како ти се казани научили што треба да се става у тријалото. Дај да видам бели ли се како мои, демек неговите биле многу бели, како полна месечина. А бре, некогаш ми иде да му тупнам една, па да ја види и месечината и сите звезди. Бре, катил човек, бре. Што човек беше? Ајде, не се јадосувај толку. Ајде, подкаснеме. Шо зелник сум направила. Ајде да си каснеме. Пак ни го нема пријателов денеска. Па денеска може и да не дојди. Викаш? Па денеска не е празник. Трие човекот. На голема мака го стави овој кумановецот, овој новиот калајџија. Слушај, ако дојде, да не зборвиме вакви приказни од ти. Навистина, многу му е мака кога му зборуваш за тоа. Право да ви кажам, многу ми е смешно. Како некој мало дете, што ќе му ја спомнеш таа работа. Не знае, голема работа, мислам. А јас знаеш што направив? Ја и кажав на мајка и ја знаете каква е. Таа, ако решила, дупката на ѓаволот да ја најде, ќе ја најде. Абе, само што и кажав, и кога скочи и... Еве го доаѓа. Пандо! Донеси ракијата, Пандо. Сакате да ви раскажем една приказна? Ајде. Не бива мене за тоа. О, дојде, пријателе. Ние мислиме не без тебе ќе ги пиеме кафињата денеска. А Ирлија да ви е работата како без мене тргнав за надуќа, па си викам, а и јас да се кафосам. Така е, работата и дукенот не бегаат. Тебе пак те чекаат. Кога тогаш ти ќе ја завршиш таа работа. А имаш и калфа, па нека поработи тој малку бе. Пандо! Ајде, дај виното сега. Пандо, ајде. Пака ракичка. Не. Вино, рујно, румено, кавадаречко. Ами Стојко, ти сакаше да ни раскажеш една приказна. Ајде, кажи ја, само да не е она истата за Свети Лазар. Не таа за Лазар. Чекај, сега сакам да ви раскажам една друга приказна за еден човек што лежал на смртна постела. Ајде, ај го најде па на смртна постела. Ај, некоја е повесела.
добар ден, а Ирлија работа, мајсторе. Сполајте, тетко, да си жива и здрава. Бабо, јас сега ќе одам дома да ручам и сетне ќе му кажам на мајсторот дека го бараше и ти пак да дојдеш. Арно, синко, ајде, оди, поздрави дома. Ќе дојдам јас. О, да седнам малку. Ајде, седни тук. Да се одморам. Еј, да ти се позлатат рацете, синко, леле, колку се уба и света. Му рече дека ќе се вратиш таму, ама дојде кај мене. Затоа што моите се побели, посветли, пубави. Ајде, кажи ми сега што сакаш да купиш. Ајде, кажи. Да ти кажам, право јас. Зато тргнав. За кај тебе да дојдам. Ама нели патот ме носи покрај неговиот дуќан? Да. Ко застанав? Ко гледам? Ти не знаеш какви си. Што? Научил да ги прави. Светот не месечина, сонце чиниш. А не е вистина. Ти мене ме лажеш, тетко. Ова јас што го знам, никој не го знае. Не, бре, синко, не, зошто ќе те лажам? Зошто те лажам? Отиди па ќе видиш. Светот како сонце, од кај научил, кој му кажал, не знам, ама вистина те лажам. Не верувам. Светот, ова што јас го знам, никому му го немам кажано. Да. Никому? Од кај може да знае дека во тријалото ставам Нишадор. За Нишадор никој не е чуе овие краишта. Као? Нишадор? Ние Нишадор го викаме ова, Како не сме чуле, ама вака на прст ќе клајме и дете кој ќе го боли грло, вака во грлото ќе го истриеме да му помени грлото. Сме чуле за ни, ама дека се славело овде, не знам. Доста! Синко. Ќе пукнам од мака, бе. Кој му кажал? Кој му кажал за ова? Леле, прости, синко, да не те налутив јас тебе нешто. Не сакам да те налутам. Што си ме налутила? Оди си сега. Ќе пукнам од мака и Дане и... Некој му има кажано. Кој му има кажано? И тој Дане и тие деца и грло. Слушна? Нишадор. Браво смри, баба Славно, браво. Трчај и кажи му на мајсторот. Мајсторе. А пре оваа баба Славна птемчеши да ти била? Разбравме што стало овај Куманоецов во тријалото. Куманоецов во тријалото да ми ти ставал и Нишадор. На баба Славна, од мене шамија за Великден и влечки шарени. Ајде сега ти оди, ручај и при вечер ти отвориме. Така, мајстор. Пријатели, јас честам денеска. Леанџи ока ракија. Стварно ти кажа, што толку ти кажа калфата? Многу, сполајте пандо. Многу убав абер ми донесе. Господ здравие да ја даде на мајка ти Славна. Да ја кажеш, од мене за Великден и шамија и влечки има. Ајде на здравие. Ајде на здравие. Види ја ти неа. Абе, пак направила нешто што не е. Слушај. Ке му дојдам доак на тој Куманоецо. Ке види чија мајка црна волна преде. Ајде зарно. О, здраво живо, баба Славна. Каде, синко, каде? Каде, а? Мајсторот мој ме прати да купам шарена шамија и чевли за тебе, за Великден. Вистина? А како сега,
Насмеан му е образот, а? Че ми купиш ами, а? Синко, види сега, понекогаш и со лага ќе дојдеш до вистината, виде? Ајде.